председателя, рековте дека го најдовте лекот за опозицијата, но очигледно не ви е најден лекот за опозицијата, затоа што собранието е хаос од причина што немате лек за опозицијата. А лек немате затоа што односот на целото владеачко мнозинство парламентарно е таков како што е. 100 пати имам повторено дека диалогот, дискусијата и почитувањето е двосмерна улица. За жал, таа двосмерна улица во собранието, со начинот на кој што вие ги водите седниците и начинот на кој што се однесувате, е донесен да се наоѓаме во една слепа улица, едносмерна, која што завршува со слепа улица, односно со зид на крајот. И затоа, се дека така се однесувате, таков ќе биде и односот на опозицијата во овој парламентарен дом. Колегите се смеат на претходното прашање и на претходното барање, ама еве очигледно тој што е има мулата на капата, гласаше против самиот предлог за да се потврди сам себе зошто ова барање, односно ово извештај е дојден на пленарна седница, односно денеска се наоѓа каде што се наоѓа. Денеска на средба со медиумите кажав, а вас ќе ви повторам. Успеавте етичкиот кодекс да го ставите настрана, да го закопаме како документ кој што требаше да работиме и со кој што требаше да се горде ова собрание. Од причина што кога прв пат требаше да дискутираме по него, не дојдовте, ја изигравте процедурата и го напуштивте состанокот, односно не направивте мнозинство за да дискутираме. Не зборувам за одлуката која што ќе ја донесеше тој собир. Денеска имате шанса истото да го направите и со деловникот, односно со овој документ. Да го закопате и процесот Жан Моне. Се носите во ситуација поради вашето неработење од 7.6.2021 година до ден денешен, односно незавршувањето на комисиската расправа за 3 кандидати за уставни судии, да ја обвините опозицијата затоа што било кратко времето и да доставите незавршена точка на пленум на која што ќе се гласа денеска. А дополнително ќе утврдуваме трет кандидат. Колеги, правите преседан невиден во работењето на собранието и во работењето на комисиите. Ако ова денес ни помине, овој документ можеме слободно да го фрлиме. Од денес не важи, секој председател на комисија може да прави извештај кога сака, за колку сака и што сака од извештајот. Штета што времето е кратко. Председателе, барам да ја прекинете седницата, да се извините на граѓаните, да го вратите извештајот назад, да ја задолжите комисијата да ја заврши расправата и точката да се... Добро, почитуван колега, не расправај со пратениците, мене ми се обрати процедурално.